Периодот од крајот на 13-тиот век до 30-тите години на 15-тиот век со право може да се смета за време во кое биле насликани поголемиот број од најзначајните средновековни икони во Македонија. Најрепрезентативните примероци повторно ги откриваме во ризниците на црквите во Охрид, седиштето на автокефалната Охридска архиепископија и еден од најзначајните средновековни црковни и културни центри во овој дел од Балканскиот полуостров. Собрани на едно место, во пинакотеката на црквата Света Богородица Перивлептос, денешен Свети Климент, даваат можност да се запознаеме со нивните високи ликовни квалитети, со совршенството на техничката изведба, како и со неочекуваниот степен на очуваноста. Ако ја проследиме хронологијата на настанувањето на иконите од оваа збирка, во прв ред ќе се сретнеме со делата на познатите средновековни сликари Михајло и Евтихие. Меѓу сочуваните икони, припишани на овие двајца сликари, посебно внимание и посветуваме на иконата Свети Матеа. Прецизниот и инвентивен цртеж, реално сватените и предадени драперии на облеката, изразот на лицето од кој произлегува динамиката на настиканата личност, богатиот колорит со мноштво полутонови и благи премини од темно кон светло, ја поставуваат оваа икона во редот на најуспешно насликаните штафелајни дела во средновековното сликарство кај нас. Творештвото на Михајло и Евтихие во двете познати ликовни техники, фреско-живописот и иконописот, ќе остави длабоки траги во ликовниот живот на Македонија од овој период. Повеќе од 2 децении тие ќе работат за нарачатели во Македонија и тоа почнувајќи од 1295 до 1317 година, односно од времето на сликањето на црквата Света Богородица Перивлептос во Охрид, до завршувањето на сликарските работи во црквата Свети Георги во Старо Нагоричане, Кумановско. Ако во техниката на фреско-живописот Михајло и Евтихие оставиле видни дела, во иконописот испишале неповторливи сведоштва за највисокиот дострел на сликарството не само во македонската, туку и во византиската уметност воопшто. Покрај веќе спомнатата икона со ликот на Свети Матеа, за ова сведочат и 3 мали, така наречени целивашти икони, од кои првата е посветена на Томиното неверство. Минуциозноста на обработката на фигурите во композицијата, индивидуализираните ликови на светителите, виртуозниот цртеж изведен со многу тенки четки и богатиот колорит, на впечатлив начин зборуваат за талентираните сликари.
Внимателното разгледување на иконата слегувањето во пеколот дава можност да ја уочиме суптилноста на цртежот и големата вештина во градењето на композицијата, која својата внатрешна содржина ја остварува преку динамични движења, лесни од ветерот понесени драперии, со бои во кои преовладуваат полутоновите и лазурните премини. Иконата Крштевање Христово уште еднаш ги потврдува високите сликарски квалитети на ова неповторливо средновековно сликарство, кое не можело а да не повлијае и на творештвото на другите сликари кои живееле и работеле во овој период. Дека околу ателието на прочуените зографи биле собрани и други талентирани сликари, кои настојувале да ги поддржуваат, најречито зборуваат неколкуте мали целивашти икони, откриени во трезорите на Охридските цркви, кои на прв поглед подсетуваат на делата на Михајло и Евтихие, но деталната и повнимателна анализа покажува дека се работи за раце на други мајстори. Такви се Успението на Света Богородица, икона со високи сликарски квалитети, но со сосема друга колористичка гама, композиција развиена во хоризонтала и прилично збиени фигури во ограничениот простор.
Иконата Водењето на Христа кон крстот, чијшто автор се одликува со вештина на работење со тенки четки, со уште поминијатурно насликан ликови на светителите и со потемна гама, открива вешт иконописец кој доследно ги применил ликовните сваќања на Михајло и Евтихие. Меѓу иконите во Охридската ризница, за кои се смета дека биле насликани во првата половина на 14 век, посебно место им припаѓа на денес веќе надалеку познатите литијски икони, од кои првата е посветена на Света Богородица Душе Спасителка со благовештението, насликано од другата страна. А втората на Исус Христос Душе Спасител со композицијата Распјатие Христово од другата страна. Овие икони се врзуваат за името на охридскиот архиепископ Григорие, кој бил позната личност со врски што му овозможиле царот Андроник II Палеолог да му подари значаен цариградски манастир кој бил посветен на Света Богородица Душе Спасителка. Архиепископот Григорие во 1317 година овозможил да биде изградена и живописана монументална надворешна припрата на црквата Света Софија во Охрид. Во врска со потеклото на иконите искажани се мислења дека во Охрид можеле да бидат донесени од Цариград како подарок токму од царот Андроник II Палеолог. Оваа предпоставка секако има свое оправдување, затоа што спомнатите икони по својот цртеж, по извонредниот колорит и техничката обработка, по позлатените окови изработени во комбинирана техника на исчукување и втиснат емајл, се покажуваат единствени во творештвото на овој терен. Дека во Охрид од овој период имало и локални сликари, кои по својот талент и сликарски можности не заостанувале зад цариградските, покажува иконата посветена на Свети Наум од црквата Свети Никола Болнички во Охрид. Сликајќи го Свети Наум, непознатиот зограф само го продолжува одамна раширениот култ на учениците на словенските просветители Кирил и Методий, чии ликови ке ги красат иконостасите скоро на секоја охридска црква.
Секако, кон крајот на 14-тиот век, за иконостасот на црквата Свети Мали Врачи во Охрид била изработена една навистина прекрасна икона посветена на Света Богородица Епискепсис. Света Богородица на оваа икона е представена како млада, грациозна жена со благородно лице, со големи бадемасти очи и со силно нагласени црни веѓи. Присуството на двата ангели во горните агли на иконата покажува дека се работи за така наречениот тип на Света Богородица страсна. Авторот е непознат, но без сомнение и припаѓал на работилницата во која се негувала љубов кон елегантниот став и миловидноста на фигурите. Со потпаѓањето на Македонија под власта на османлиските турци кон крајот на 14-тиот век, Охридската архиепископија не била укината. Таа ја сочувала својата организација. Еден број значајни сликари ја напуштиле земјата бегајќи пред освојувачите, но други останале продолжувајќи ја својата активност. За тоа сведочат поголемиот број насликани икони од овој период, меѓу кои посебно е значајна литиската икона со ликовите на заштитникот на Охрид Свети Климент и Свети Наум на другата страна од иконата. Освен во Охридскиот иконописен центар, во периодот од крајот на 14-тиот век и првите 3 децении од 15-тиот век, биле насликани значајни икони и во другите сликарски центри во Македонија. Меѓу нив посебно место им припаѓа на делата на митрополитот Јован Зограф, како и на неговиот роден брат јеромонахот Макарije Зограф од селото Зрзе при Лепско. Првиот околу 1394 година ја насликал познатата икона посветена на Исус Христос животодавец, што била поставена на иконостасот во црквата Свети Спас во селото Зрзе при Лепско. Митрополитот Јован Зограф, кој во 1389 година го наслика фреско живописот во црквата Свети Андреа на река Треска, сликајќи ја оваа икона, не само што ги потврдува високите оценки за неговата работа во техниката на фреско живописот, туку укажува на своите уште поголеми сликарски можности, кои доаѓаат со посмирената и побавната работа, врзана за штафелајното сликарство. Неговиот роден брат, јеромонахот Макарije Зограф, во 1422 година за истата црква е насликал големата престолна икона посветена на Света Богородица Пелагонитиса, која без сомнение својот епитет го добила по пространата и плодна Пелагониска рамнина. Иако сликана во годините кога веќе неколку децении Македонија се наоѓа под турско робство, иконата на јеромонахот Макарije во себе ги носи сите одлики на стилот на сликарството од изминатата епоха, покажувајќи го на тој начин патот по кој минало сликарството во Македонија низ вековите до подпаѓањето на земјата под робството кое ќе трае полни 5 векови.